Ако сакаш види термин за ехо на простата. Нема. Речи си 3 месеци мој термин е недостапен за пациентите кои не се заразени со COVID-19 и не се итни случаи. Во болниците и понатаму се примаат само оние кај кои има влошување на здравствената состојба. Јас требаше у март да правам контролни прегледи на ехо. Сега е веќе јуни, јас ги немам направено. 3 месеци кај болен од карцином е многу. Болниците веќе требаше да ги примаат редовните пациенти чии термини беа откажани поради коронавирусот. Секако дека тие интервенции кои што беа откажани овој период на хронични пациенти ќе имаат приоритет. Планот за работа на болниците со полн капацитет е одложен поради зголемениот број заболени со COVID-19, но до кога можат да чекаат пациентите за да не биде предоцна? Македонка и Мисрете веќе неколку години се пациентки на клиниката за онкологија, откако имале успешни операции. Македонка е од Велес и изминатиот период активно е посветена на помош и поддршка на други пациенти со карцином. Болест е таква што мора постојано да се грижи и за своето здравје, со редовни контролни прегледи, но поради епидемијата со COVID-19 не може да го направи препорачаниот ехо преглед. А Пецкинот крајниот наоти дека треба да правам ехо на дојка, термин нема. Овој месец нема термин, јули ќе видиме дали ќе има термин. А нашата дијагноза и лекувањето многу зависи од тие контролни прегледи. Значи не можеме ние да чекаме, јас можам да пролонгирам недела, две, не можам 2-3, јас требаше у март да правам контролни прегледи на ехо. Сега е веќе јуни, јас ги немам направено. 3 месеци кај болен од карцином е многу. Мисрете од Куманово дошла во Скопје за да ги провери тумор маркерите, но и за гинеколошки прегледи кои не успеала да ги закаже преку мој термин. Јас правам на 6 месеци редовни контроли, тоа ги правам, ехо прегледите ќе ги правам на приватно. Не можам да чекам, тоа ми е повеќе на психичка база, значи може да се пролонгира, но јас лично не сакам да ги пролонгирам. Нормално, кој што има услови за да ги прави на приватно. Би сакала да се стварат услови и тука све да тече најнормално и за прегледите што се редовни на 6 месеци, затоа што ние сме ризична категорија на луѓе. Активистките на неформалната организација Љубов сме се задоволни што успеале да издействуваат барем терапијата со таблети да се доставува до домовите на пациентите, наместо да доаѓаат до клиниката за онкологија, каде ќе мора да внимаваат на одржување дистанца и мешање со други болни. Од големо значење велате и тоа што клиниката непречено функционира за пациентите кои се на зрачење и хемотерапија. Ние работиме цело време и зрачење и радиотерапија, но направивме некои измени, посебно и со зрачењето, значи амбулантските пациенти што доаѓаат секојдневно и не лежат кај нас, не се мешаат со пациентите кои лежат, значи не се меша овие 3 месеци. Исто така беше забранета абсолютно посета, било каква посета на пациенти. Васев се согласува дека пациентите со карцином не можат да ги пролонгираат прегледите на долг рок и очекува веќе од 15 јуни да почнат со редовни прегледи. Значи, снимањата за болни со суспектни за малигни болести не треба да се одлагат. Значи, апсолутно не треба да се одлагат. И тука би ги стварно подсетил колегите, не да ги ја ги сваќам дека они беа стварно загрозени со пациенти во директно снимање, но да ги подсетам дека директно ние ги зрачиме пациентите исто доле, дека нашите сестри дневно дават по 300 хемотерапии исто во директен контакт, така да мислам дека сликање за мамографија треба да се одржуваат редовно. Ехото на дојка исто може малце да се одложи, но не многу. Меѓу првите кои алармираат за опасноста од ненавремени прегледи и интервенции се лекарите во примарното здравство. Председателката на Сдруженијето на матични лекари Лилија Чолакова-Дервишова вели дека кај нив е намален бројот на дневни прегледи, бидејќи пациентите се плашат од можна зараза. Но од друга страна, постои опасност од влошување на здравствената состојба кај најризичните категории. Хроничните пациенти со диабет, кои што се со проблеми на пореметено функционирање на тироидната жлезда,
пациенти кои што имаат кила, која што им прави проблеми, се вклештува од време на време, пациенти кои што имаат стентови, оперирани срца, значи бајпасови и таква. Но веќе се јавува едно нетрпение заради тоа што оној кој што има проблеми со мокрењето сака да провери ПСА, значи кој што е параметар врз кој што ќе се види има ли промена, нема ли промена. Има потреба да направи ехо на таа простата, бидејќи ќе кажам, болестите не можат да чекаат некогаш. Во старата градска болница во Скопје сега клиника за хируршки болести без закажани термини имаат околу 300 пациенти дневно. Нивото на предпазливост поради коронавирусот е зголемено, па сомнителните случаи веднаш ги препраќаат во 8 септември. Треба на контрола сега да одиме. Што ви рекоа? Па мерил тој тука, сумливо му беше, температура има, а цело време на сонце стои. А ви спратија во 8 септември зошто? Да. Тама да одам на контрола за лактот. А они се сомневаат на друго нешто, на корона, што ве испраќаат? Да. Чекам, треба ног да водам ко повредив пред карантина да види. И тоа на пластична хирургија сега. А тоа имавте термин закажан или како ите? Не, дека денеска почне да работат. Со упутством за приоритетен упатен. Ја имам сега број 37, сега типу на 75 години. 2 години не сум бил на урологија, во државна идев, ама таму немаше место нигде се најде. Ја 5-6 месеци барам да појдам на урологија, не може да најдам. И сега успеавте како итен случај? Сега успеав со тој упутствов дека имаше Савајле, во државна немаше. Итноста ја одредуваме после влегувањето на пациентите по амбуланти и не значи дека тој што не е итен го враќаме. Ви велам, ги продолжуваме тие моменти, процедури, само ги замолуваме, например, додека чекаат снимките на рентген, да сега, баш овие денови кога тоа разговараме, надвор да ги чекаат снимките, да не седат по ходниците, по холовите, пациенти кои што направиле снимање или дале крв за анализи и да не се групираат и оние што чекаат да бидат прегледани, и оние што се прегледани чекаат резултати. Арсенков објаснува дека настојуваат да не ги враќаат пациентите кои дошле кај нив за помош, но внимателно прават триажа. За одредена патологија, например пациент кој што има ингвинална кила, хернија, кој што се жали дека му прави одредени тегоби при одреден напор, движење, работа, тој пациент го одлагаме за поболни времиња. Меѓутоа, ако таа кила веќе се вклештува на некој начин, во неколку наврати, тогаш го ставаме во тие полуитни или итни пациенти. Според податоците кои 360 степени ги доби од Министерството за здравство, Светинаум Охридски е болница со најмногу извршени прегледи без термини и итни случаи, околу 34.000 во изминатите 2,5 месеци. Од друга страна, најмногу одложени прегледи има на клиниките за кардиологија, урологија и патолошка физиологија и нуклеарна медицина. Кога станува збор за закажаните прегледи преку системот Мој термин во целата мрежа на здравствениот систем во периодот од 18 март до 5 јуни биле закажани близу 232.000 прегледи. Од нив како откажани во системот Мој термин се водат 55% или близу 128.000, додека како извршени 45% или 104.000. Сепак, бројот на откажани прегледи во Мој термин не ја дава реалната слика колку луѓе се уште не се прегледани. Причината е што 104.000 прегледи кои се извршиле според Мој термин се само 21% од вкупниот број извршени прегледи во овој период. Околу 44% или 223.000 прегледи во изминативе 2,5 месеци се извршени без термин, а уште 173.000 или 35% од реализираните прегледи се водат како итни. Нема статистика колку од итните или прегледите без термин се за пациенти на кои им бил откажан терминот. Според министерот за здравство Венко Филипче, не се загрозува здравјето на пациентите кои чекаат, бидејќи одложувањето на контролите е лекарска проценка. Не, токму тоа е проценка на стручниот колегиум и се одложуваат само тие кои што може да почекаат согласно одлуката на стручниот колегиум. Неколку дури клиники работат со системот Мој термин, например клиниката за психијатрија работи така, институтот за трансфузија во некои делови, а се друго што значи потреба итна се реализира по онаа патека која што е
организирана во рамките на секоја јавноздравствена установа. Според најавите на Филипче, веќе од средината на јуни се очекува враќање на нормалното работење на болниците, но со делумни измени. Прегледите ќе траат подолго, а каде што може ќе се спроведува онлайн комуникација со пациентите. Македонка и другите пациенти се свесни дека мерките кои налагаат намален капацитет на работа на болниците од една страна ги штитат нив како критична група, но од друга страна се надеваат дека нема да останат заборавени ако бројот на заболени со COVID-19 не почне да се намалува.